Летото започна, но автомобилската индустрија не успорува со новитетите. Ауди го врати во игра најсестраниот модел во својата гама A6. Мерцедес ги представи AMG GLE и GLS, BMW има големи планови со новиот X5, кого ќе го лансира со бензински и дизел мотори, ќе има верзии со приклучен хибрид, а воедно ја најави едицијата на електричен погон, како и верзијата на водород. Шкода Пик е најголемото возило на марката и потполно е електрично. Европската Унија подготвува нови санкции за кинеските модели. Toyota и Volkswagen повикуваат на будење и преструктурирање. Почнуваме со кратките вести. Дојде Stellantis да го сврти фокусот на Масерати. Директорот на компанијата Антонио Филоза потврди дека се преговара со два потенцијални партнери за соработка. Кои се тие не кажа, но изјави дека ќе донесат нови технологии, развојни можности и дополнителни иновативни решенија. Според него, евентуалниот договор ќе придонесе за зголемување на производството во фабриките во Касино и Модена. Шпекулациите за продажба на марката ги отфрли. Деталите за тоа што навистина ќе се случи ќе се дознаат во декември, кога Масерати ќе го представи својот план за иднината. До тогаш, колку да се задржи вниманието, обновени се три клучни модели на марката – Гран Туризмо, Гран Кабрио и Грекале, кои сега имаат освежени стилски решенија и суптилни технолошки измени. Истовремено е најавено и дека компанијата ќе се врати во лимузинскиот сектор, веројатно со модел како духовен наследник на Quattroporte. После скоро 2 години Нисан го понуди малиот Кикс и на домашниот пазар, но за разлика од американската верзија која се произведува во Мексико, тој ќе излегува од погоните на компанијата во близината на Токио и тоа само со хибриден и пауер склоп. Карактеристиката на овој систем е што 1,4 литарскиот бензинец нема директна механичка врска со тркалата кои ги задвижува електромотор со 143 конски сили. На купувачите на кои им треба погон на сите тркала, се нуди и верзија со дополнителен електромотор од 68 коњи на задната оска. Дизајнот е скоро идентичен со моделите кои се продаваат на другите пазари, а внатрешноста ги следи современите трендови. Почетната цена му изнесува $18,700. За споредба, Нисан кој во Америка го продава Кикс со класичен дволитарски бензинец, за него бара $23,000. Пласман на овој мал кросовер во Европа не е предвиден. Порше му додаде нова душа на електричниот Тајкан. Низата унапредувања ги предводи виртуелниот e-Shift менувач кој симулира промени на степените на пренос како кај бензинските автомобили. Возачот со него командува на стандарден начин со рачки зад управувачот и ја следи работата на возилото преку лажен покажувач на бројот на вртежите. Прилагоден е и звукот со што се добива комплетно чувство дека се вози класичен спортски автомобил со 8-степен менувач. Моделите со погон на задните тркала добија пневматици со исклучително низок отпор на тркалање, што ја продолжува автономијата за 20 на километри. Комплетот надградби на Тајкан се заокружува со мети пакетот и новата генерација на инфозабавниот систем. Звучи абсурдно, но вистина е. Koenigsegg направи автомобил од лего коцкички кој може да постигне 111 км на час. За него се употребени 328.000 елементи тешки 400 кг, за чие склопување беа потребни дури 9.400 работни часа.
Автомобилот има врати кои се отвораат и функционална механика која овозможува тој да се движи. Техничките детали не се познати. Повод беше представувањето на новиот сет на Лего за макетата на Koenigsegg Sadr Spear во размер 1:8, чија продажба стартува наскоро. Но ниту тој не е баш играчка. Се состои од 4100 делови, има V8 мотор со подвижни клипови, менувач со 9 степени, сето тоа од Лего елементи. Цената му изнесува 400 евра. Интернационалната верзија на Dacia Bigster започна да се произведува и во Турција. Овој модел, лансиран лани во Бразил како Renault Boreal, ќе му помогне на францускиот производител да ја зацврсти својата позиција во земјата каде Dacia како марка нема традиција. Тоа пред се Блискиот Исток, с Африка и избрани пазари од Источна Европа надвор од Унијата. Глобалниот ангажман ќе биде подпомогнат и со уште една производствена локација во Кина. Изборот на овој модел да се произведува во Турција не е случаен, земјата е втор најголем пазар за Рено. Тамошниот Бореал доби и хибриден погон сочинет од 1,5 литарски бензинец и 2 електромотора со вкупно 160 конски сили. Посебно интересен е менувачот без класична спојка, чија технологија на менување на степените на пренос води потекло од Формула 1. За класично настроените купувачи во понудата ќе биде и 1,3 литарскиот турбомотор со 145 конски сили спарен со менувач со двојна спојка. Не треба да очекуваме дека Renault Boreal би се продавал и во Македонија. После 4 години пауза, индиската Тата повторно го активира проектот за премиум електрично возило најавено со концептот Авиња. Замислен како модел со кој земјата ќе покаже дека нејзината индустрија е способна да следи чекор со светските имиња, овој кросовер со моноволуменски карактеристики беше поставен на напредна платформа, развиена со помош на Jaguar Land Rover. Но индиците сватија дека во тој момент немаат сили да го направат почетниот технолошки скок и го ставија во фиока. Во меѓувреме учеа и напредуваа и сега решија повторно да се обидат. За тоа побараа помош од кинезите кои им ги ставија на располагање технологиите на релансираниот Freelander. Новиот термин за дебитирање на Авиња е следната година. Со тоа се смени и очекувањата. Иницијалниот модел ќе биде понуден и со плагин хибридни погонски склопови, а е планиран уште еден малку поголем кросовер. Амбициите останаа исти – освојувањето на глобалниот пазар. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Просто несватлива беше одлуката да се повлече од пазарот Audi A6 Allroad, кого го однесе виорот наречен кросовер манија. Сега повторно се враќа на сцената, поубав, помоќен и технолошки совршен. Гледајќи ги спецификациите на вградената опременост, тој во многу нешта ги содржи врвните достигнувања прикажани во неодамна представениот Q7 и најавени во новиот знаменосец Q9. Audi A6 Allroad доаѓа со плагин хибридна опција покрај познатиот V6 турбодизел, а воедно неговото подигнато растојание од лото ветува способности за теренско возење со кои ќе може да се надпреварува со кросоверите. Каравенската каросерија е помускулеста алтернатива на премиум кросоверите, а со цената блиску е на Q7. Широките браници се визуелниот потпис и со нив опасно се приближува до RS6, но дизајнерите ги комбинираат со специфични all-road допири кои се стремат кон робусност, а не кон спортска става. Audi Allroad е до 5016 мм, широк 1986 мм и висок помеѓу 148 и 151 см во зависност од изведбата. Ова значи дека е цели 11 см поширок од стандардниот A6 Avant и 84 мм поширок во споредба со претходниот A6 Allroad. Она што го прави Allroad повеќе од подигнат A6 караван е подвозието. Дадена му е прилагодлива суспензија и управување, почнувајќи со висината што му е за 3,4 см повисока од стандардната во нормален режим. Активната воздушна суспензија нуди 5,5 см осцилирање во зависност од режимот на возење, условите на патот или теренот. Покрај неколкуте режими на возење, заострена е агилноста поради управувањето на сите тркала. Задните тркала се вртат до 5 степени во однос на предните при мала брзина, намалувајќи го кругот на вртење за дури 1 метар, а потоа до 2 степени при поголеми брзини за дополнителна стабилност. Дека Audi A6 Allroad припаѓа на аристократското друштво на Господарот на прстените, потврдува моторизацијата. Најслабата верзија има 299, а најсилната 367 коњи. Главна вест е приклучниот хибрид, кого го дели со A6 Avant и хибрид. Тој е сочинет од 2-литрен турбобензинет со 4 цилиндри и еден електричен мотор, што резултира со моќност од 367 коњски сили и 500 Нм вртежен момент. Батеријата од 25,9 кWh нуди обсег со нулта емисија според WLTP од 95 км. Другата опција е благиот хибриден 3-литарски V6 турбодизел кој има 299 коњски сили и 580 Нм вртежен момент, при што системот од 48 волти придонесува за дополнителни 24 коњски сили. Двата мотори се комбинирани со стандарден систем за погон на сите тркала кватро. За волја на вистината, теде и моторот е побрз, забрзувајќи од 0 до 100 км на час за 5,4 секунди. Во двата случаи, максималната брзина е електронски ограничена на 250 км на час. Внатрешноста на A6 Allroad ја користи најновата технологија на куќата.
Контролната табла се растега на 11,9 инчи, инфозабавен екран на допир е 14,5 инчен и опционален е 10,9 инчниот екран за совозачот. Што се однесува до практичноста, A6 Allroad го наследува големиот простор во кабината на A6 Avant со багажник со капацитет од 466 до 1497 литри, кај дизелот и 404 до 1423 литри кај плагин хибридот поради батеријата. Објавувајќи нова серија информации, BMW потврди дека се ближи премиерата на новиот X5. Иако замаскиран од прототипите кои се во завршна фаза на тестирање, може да се наслути во која насока ќе се движи дизајнот кој ќе биде ускладен со Neue Klasse стилот. Ниту во Штутгарт не седат со скрстени раце. Мерцедес ги лансира AMG верзиите на своите најголеми кросовери GLE и GLS. Новиот X5 го понесува дизајнот на Neue Klasse, но не ја дели на предната основа. Иако замаскирани од прототипите кои се во завршна фаза на тестирање, може да се наслути во која насока ќе се движи дизајнот. Површините ќе бидат почисти, линиите поедноставни, но ќе бидат задржани класичната силуета со висока маска, хоризонтално поставени светла и моќно обликуван браник. Иако добро скриена, се гледа и дека внатрешноста ќе презеде дел од решенијата од најновите модели на марката, вклучувајќи го и панорамик iDrive системот со широк приказ информации на долниот дел од ветробранското стакло. Најголемите промени се под каросеријата, заради што новата генерација на овој еден од најважните луксузни теренци на пазарот ќе биде многу повеќе од вообичаена смена на моделите. Се знае дека ќе биде понуден со дури 5 различни погонски групи. Покрај бензински, дизел и плагин хибриди, за прв пат ќе има и електрични верзии со батерии и горивни келии. Познати се и првите технички податоци. Бензинскиот X540 ќе развива 400 конски сили, плагин хибридот X550E ќе располага со 490, а електричниот iX560 ќе има два електромотори со вкупно 578 конски сили. Архитектурата му е на 800 волти, а батериите за него се импресивни. Располагаат со нето капацитет од 144 киловат-часа. Поддржано е полнење на 400 киловати, а автономијата не е позната. Производството и понатаму ќе биде во Америка, а верзијата со погон на водород се очекува во 2028 година. Истовремено, баварците објавија дека започнале со примање нарачки за електричниот i3, што првобитно беше планирано за наесен. Почетната цена на моделот во Германија е 66.000 евра. Најголемите теренци на Мерцедес добија AMG освежување, но за разлика од измешаните сигнали за судбината на V8 агрегатите кои пристигнуваат последниве години, сега изненадувања нема. Всушност има, ама тие се позитивни. 4-литарскиот битурбо доби серија унапредувања кои го направија поефикасен и поеколошки. Бројот конски сили е задржан на досегашните 612 плюс уште 23 кои доаѓаат од 48 волтната хибридна поддршка, но тие сега се распределени низ поширок диапазон вртежи. Мерцедес за GLE наведува забрзување до 100 км/ч за само 3,6 секунди, додека на поголемиот GLS му требаат 0,3 секунди повеќе.
И двата модела добија унапредување на шасијата со кои подобро се контролира огромната сила, а AMG Ride системот, кој го комбинира воздушното ослонување со адаптибилни амортизери, нуди два целосно различни карактери на возилата. Удобни за долги патувања и прецизни за брзо поминување низ остри свиоци. Помага и на терен ако некој воопшто помисли на такво возење, подигнувајќи ја каросеријата за 2 см. Визуелните промени се мали, но доволно изразени да го нагласат врвниот статус што овие AMG модели го имаат. Дополнителна доза престиж донесува и мануфактур програмата за широк избор на ексклузивни комбинации на бои и материјали. Цените не се објавени, но секако дека нема да представуваат препрека за купувачите кои сакаат спој на луксус, семејна практичност и спортски перформанси. Американскиот вице-шампион во продажба Chevrolet Silverado стигна до нова генерација која е всушност темелен редизајн, бидејќи основната формула остана иста. Но затоа скоро се на него е унапредено, почнувајќи од редизајнираниот екстериер кој делува помодерно и посилно. Обновениот Chevrolet Silverado ги задржа карактеристичните дводелни предни светла, сега значително понагласени. Маската и браниците се разликуваат во зависност од пакетот опрема, а задните светла добија поедноставен и почист облик. Страниците се целосно преобликувани, а линиите на стаклата нови, со што се доби повпечатлива појава без загрозување на автентичноста по која Silverado е препознатлив. Во внатрешноста е направен поголем исчекор. Новата командна табла донесува целосно дигитално опкружување кое кај полуксузните варијанти има 3 екрани, проекција на информациите на ветробранското стакло и виртуелен внатрешен ретровизор. Рачката на менувачот е преместена зад управувачот, со што е истакната практичноста на новата флексибилна централна конзола. Silverado, како еден од најважните модели на General Motors, доби и унапредена конструкција, модернизирани технологии и нова палета мотори. Понудата ја сочинуваат 2,7 литарски турбобензинец, 3 литарски дизел и 2, но сосема нови V8 агрегати од 5,7 и 6,6 литри. Перформансите за нив не се објавени, но затоа се нагласува дека фокусот при нивниот развој е ставен на ефикасноста и издржливоста, карактеристики кои во овој момент се клучни за купувачите. А лани нив Chevrolet ги имаше 553.000 плюс уште 323.000 од сестринскиот модел GMC Sierra. Европската Унија сака со санкции да ја спречи инвазијата на кинеските марки. По воведувањето на специјални давачки за батериските електрични возила произведени во Кина, сега подготвува нови такси и за моделите со приклучен хибриден систем. Двата најголеми производители во светот, Toyota и Volkswagen, повикуваат на будење и преструктурирање на понудата. Порано се сметаше дека поголемата понуда е добра, сега сериозно се размислува на редуцирањето на комплексноста и поедноставување на понудата. Европа подготвува нов удар за кинезите. Овој пат на мета се плагин хибридите. Тие после 2024-та, кога беа воведени царините за електричните автомобили, се покажаа како главен адут за пласмен на нивните возила на стариот континент. Администрацијата во Брисел е незадоволна затоа што не успеа во својата основна намера да ја заштити европската автомобилска индустрија од нелојалната конкуренција издашно подпомогната со дебелите државни субвенции. Дека такво нешто ќе се случеше лесно можеше да се предвиди, бидејќи кинеската влада уште во 2009-та започна со имплементација на програмата за популаризација на така наречените новоенергетски возила. Термин кој ги обединува сите возила целосно или делумно задвижувани од струја.
Заради тоа, тамошните производители имаа широка гама електрични и плагин хибридни возила и воопшто не им беше проблем да го пренасочат фокусот за настап на европскиот пазар. И тоа доста успешно. Моментално најдобро продаван плагин модел на нашиот континент е BYD Seal U, а добар успех остварија и Atto 2 и Jeku 7. Благодарение на нив и сличните други, учество на плагин хибридите во вкупната продажба на кинеските марки на европскиот пазар за период од 12 месеци порасна од 18 на 34%, исто колку што имаа и електричните возила. За да биде усвоен предлогот за дополнителни давачки што го турка Европската администрација, за него позитивно треба да се изјаснат повеќето земји членки на Унијата. Се свестуваат ли автомобилските гиганти? Истовремено, Toyota и Volkswagen пристигнуваат вести дека ќе се крати гамата модели. Со децении во автомобилската индустрија се сметаше дека широката понуда е предност. Многу модели, повеќе каросериски изведби, избор на опрема и мотори ветуваат дека секој купувач ќе може да најде автомобил според сопствената мерка. Но сега на тоа се гледа поинаку. Преголемата понуда стана тежок товар за флексибилноста и трошоците за производство, а истовремено ги збунува купувачите. Проблемот посебно изразен кај компаниите што пласираат повеќе марки, како што е Volkswagen. Неговите развојни тимови и продажни оделенија мора да водат сметка и да не се преклопуваат, што е посебно тешко изводливо со оглед на големиот број спецификации. Затоа и веќе се слушаат сериозни најави дека е потребно да се намали комплексноста и поедноставни понудата со цел на купувачите да им се олесни одлучувањето и да се насочат кон моделите кои може да остварат поголеми серии. Очигледно автоиндустријата влегува во фаза во која големината сама по себе веќе не е доволна. Hyundai ја представи четвртата генерација на градскиот i20 наменета за Бразил, која, иако ја има истата техничка основа, ќе се разликува од европската верзија во повеќе нешта. Дизајнот е изведен во новиот аглес стил на марката со LED светлосни ленти на предниот и задниот дел. Силуетата е благо мускулеста, а косо засечените стакла на задните врати му даваат динамичен изглед. Во споредба со досегашниот модел порасна во должина за 9 и во височина за 4,5 см, а меѓуоскиното растојание остана исто. Во внатрешноста, наместо одвоени екрани за дигиталната инструмент табла и мултимедискиот систем, поставени се два дисплеа под заедничко стакло, што дава помодерно чувство на генерално минималистичкото уредување. Бразилските купувачи ќе може да бираат помеѓу 2 3-цилиндрични мотори со зафатнина од 1 литар, атмосферски со 80 и турбо со 115 конски сили. Премиерата на европскиот модел, кој ќе се произведува во Турција, се очекува после неколку месеци. Шкода го достигна својот врв. Електричниот кросовер Пик е најголемото возило на марката, а чесите се особено горди на него. Тие планираат токму со него успешно да се вмешаат во овој осетлив сегмент. Еве зошто. Пик не е само електрична алтернатива на Кодиак, тоа е завет за иднината на марката од млада Болеслава. Вториот модел на електричен погон, поставен на големо меѓуоскино растојание, може да понесе 7 патници во голем внатрешен простор и да ги превезува до 630 км со едно полнење на батериите. Со меѓуоскино растојание од 2965 и вкупна должина од 4874 мм, Пик нуди исклучителна просторност. Во конфигурација со 5 седишта, Пик сместува до 935 литри багаж.
Покрај тоа има преден багажен простор од 37 литри, додека внатрешните прегради за складирање обезбедуваат дополнителни 33 литри простор за помали предмети. Шкода Пик раскошниот простор го исполнува со модерни остварувања. Вертикалниот 13,6 инчен инфозабавен дисплеј базиран на Android платформа овозможува пристап до уште поширок опсег на апликации од трети страни. Системот воведува нов интуитивен кориснички интерфејс, додека ги задржува физичките контроли за поставките за климатизација и вентилација, предупредувачките светла за опасност, функциите за заклучување на вратите и јачината на звукот. Понудени се 2 големини на батерии и 3 варијанти на погонски склоп. Пик 60 има батерии со капацитет од 63 киловат-часови, обезбедувајќи опсег на возење до 440 км со едно полнење. Полнењето од 10 до 80% трае само 27 минути. Моделот е напојуван од електричен мотор од 150 киловати кој ја погонува задната оска, овозможувајќи забрзување од 0 до 100 км на час за 8,6 секунди и достигнување максимална брзина од 160 км на час. Помокните верзии Пик 90 и 90X користат батерија од 91 киловат-час, најголемата батерија некогаш градена во возило на Шкода. Во Пик 90 задните тркала се погонувани од електричен мотор од 210 киловати, што овозможува забрзување од 0 до 100 км на час за 7,1 секунда и максимална брзина од 180 км на час. Диамантот во круната е Пик 90X кој нуди иста максимална брзина, а додава и втор електричен мотор на предната оска. Комбинираната системска моќност достигнува 220 киловати, што му овозможува на возилото да забрза до стотка за само 6,7 секунди. Батеријата може да се наполни од 10 до 80% капацитет за 28 минути. Пик 90X испорачува опсег на возење до 605 км, додека Пик 90 надминува 630 км. Како моќен голем кросовер, Пик може да биде опремен и со опционална кука за влечење. Верзиите со погон на задните тркала може да влечат приколка со сопирачки до 1,8 тони, додека варијантите со погон на сите тркала ја зголемуваат оваа бројка до 2 тони. Почитувани пријатели, дојдовме до крај на оваа за нас јубилејна 30-та сезона на Автомагазин. По летната пауза ви најавувам повторна средба во септември. Ви посакувам убаво лето, искористете го да се одморите и наполнете ги батериите. Ви посакувам пријатен одмор.